Да, Дзингаров вечерва сме сведоци на една несекојдневна изложба, имено овде на Струмичкото градско корзо. Граѓаните имаат можност да се запознаат со птиците, со разновидниот животински свет во градскиот парк. Беше ли за тебе тоа откритие? Секако дека бев супер изненаден од фактот што има толку многу различни видови во нашиот парк. Очекував да ги видам стандартните и плюс некоја друга, нели? Меѓутоа, ето дојдов до бројката 23 различни видови кои ги покажувам вечерва. Неколку не успеав да ги ставам, нема доволно простор. Неколку видови не успеав и да ги фотографирам, така да разновидноста е уште поголема. Но се надам во некоја следна прилика ќе успеам да ги покажам и видовите што не достигаат. Колку време ти требаше да склопиш оваа изложба? Колку време ги чекаше птиците да се појават во твојот кадар? Да, тоа си треба време и трпение пред се. Конкретно, овие фотографии се правени во 3 наврати, во месец мај и јули 2021 и овој април 2022. Инаку техничката подготовка исто бараше доста време. Сакав да ставам и барем основни информации за птиците, како и нивните латински имиња. Се потрудив да креираме QR кодови за луѓето што се заинтересирани да прочитат малку повеќе за самите птици. Така да долг процес во секој случај. Како токму птиците се најдоа во кадарот, како за тебе како уметник да бидат поле на интерес за фотографирање? Не беше во паркот. Сосема случајно на почетокот на пандемијата. Нели бевме затворени. Се случи во Софија, седејќи на балконот со апаратот. За среќа имам некој апарат со зум. И сосема случајно сум фотографирал малку поразлична птица, што не ја знаев тогаш. И кога ја видов на компјутер, бев изненаден дека точно во градска средина ја има таа птица. Се распрашав низ пријатели и така ми се разбуди тој интерес. Викам, што има една, мора да има повеќе. Така почнав да се загледувам, прво одгоре низ крошните, потоа почнав да го земам редовно фотоапаратот со мене на прошетките со кучето и пред мене се отвори тој супер различен свет. Паралелна вселена е тоа. Да. Како реагираат граѓаните кои што ја гледат изложбата? Сигурно се несвесни. Ние сите сме несвесни за околината, за она што не обкружува, за светот со кој што го делиме, нели, оваа природа, оваа планета. Тоа, малите птици се врапчиња за сите. И како и за мене. Јас на почетокот знаев дека има врапчиња, дека има ластовички, дека има гугутки, гулаби и врани, чавки. Меѓутоа разбрав дека не е сосема така, дека има милион видови. Еве во Македонија, само во Македонија има околу 329 видови, преселни, локални. Воопшто во целиот свет има околу 10.000 различни видови, што е премногу. Ова е интересна фотоизложба, но кога ќе имаме, освен групните изложби на кои што бевме сведоци изминатите години, кога ќе имаме твоја самостојна изложба? Па се надевам дека ќе смогнам сили СМВ да направиме една ретроспективна изложба по повод еден скромен јубилеј, 30 години сликарство. Навистина скромен. Да. Нека се продуплицира и да биде Дај Боже, ќе видиме, да. Струмичката уметност и на уметноста на Дзингаров.